Со одлука на Советот поскапува такси превозот во градот. На вчерашната седница советниците ја изгласаа предлог одлуката за изменување на одлуката за автотакси превоз на патници во општина Куманово, според која за 20 денари се зголемува почетната цена на такси услугата и наместо 80 денари стартот согласно новата одлука ќе чини 100 денари, а секој нареден изминат километар ќе се наплаќа како и досега по 40 денари. Според надлежните од секторот за комунални дејности станува збор за минимално покачување на такси превозот, иако превозниците барале повеќе. Пред овој совет се наоѓа една тешка одлука и овој совет е моментално во, да кажеме, незавидна ситуација, бидејќи со гласање на оваа точка треба да одлучи дали финансискиот товар ќе падне на, да кажеме, автопревозникот или ќе падне на финансискиот, на семејниот буџет на обичниот граѓанин. Сметаме дека покачување на цена на такси превоз нема многу да го погоди семејниот буџет на граѓаните на општина Куманово. Затоа што тие бараа многу повеќе во своите барања кои беа доставени до самиот сектор. Ова е минимално покачување, значи во изминатите први 2 километри само 20 денари се истата покачува, додека секој изминат нареден километар и понатаму останува 40 денари како што беше и во одлука која што е донесена во 22 година. Така да сметам дека сега во моментот доколку ја повлечеме оваа точка, апсолутно ништо нема да се промени за некој нареден ден, така да предлагам на Совет доколку смета истата да ја усвои. Ова минимално покачување на почетна цена на такси превозот е многу помало од таа што ја бара такси превозниците. Имавме една средба во која што имаше понуда 80 денари од поминат почетен, од поминат километар, па потоа секој нареден километар плюс 40 денари, што е во старт покачување за 30-40 денари. Па потоа имаше одлука 90 за еден поминат километар и плюс 50. Па имаше одлука 100 денари за 2 километра и плюс 50. Што значи дека ова што општината го даде како предлог е наприфатлива за нашите граѓани, што значи само почетното поминување од 80 на 100 денари за 2 километра, не за еден, за 2 километра и нареден секој 40, не е страшна работа. Во споредба со нивните покачени и гориво, и вработување лични приходи за таксистите, и комуналните такси што ги праќат, и голем број на покачување на резервни делови, и дериватите, навистина средствата им се, односно барањата им се оправдани. И мислам дека ова категорија на луѓе кои вози такси, па не смееме да ги оставиме на ивица на презживување, иако секој таксист кој навистина е на терен може да си спечели една пристојна плата. Според моje видување, а и во директен разговор со таксистите. Она што нас не е многу горлива тема е појавување, се уште постојање на диви таксисти, кои се погаѓаат најчесто со муштериите и кажуваат за колку пари ќе ги возат, а тоа директно влие врз такси превозот, овие на луѓе што се лиценцирани и што си ја вршат согласно законот работата. Меѓутоа, затоа имаме сообраќајен инспектор, па ќе гледа да се ги спречи тие негативни активности, дејства од нашите страна, нашите сограѓани.